Добар ден, драги ученици. Јас сум наставничката Симона Пецова, наставничка во прво оделение во Основното училиште Свети Кирил и Методи во општина Центар Скопје. Денес, на часот по природи и науки, ќе започнеме со една игра. Игра со боите. Ги погодуваме боите. Дали ги знаете имињата на боите? Ајде да играме. Која боја е оваа? Црвена. Бојата на црешите. А ова? Ова е жолто, како сонцето. Ова крупче е во сина боја, како бојата на небото. А ова е темно, во црна боја, како бојата на ноќта. Ова крупче е зелено, како тревата. А ова крупче е во портокалова боја. Последното крупче е обоено во виолетова боја. Кој дел од телото ни помогна да ги препознаеме боите на круговите? Дали тоа беа нашите уши? Не. Дали тоа го направивме со помош на нашиот нос? Повторно, неточен одговор. Дали може би тоа беше нашата уста? Не. Сигурно веќе погодивте. Тоа беа нашите две очи. Браво! Втората игра е да ја составиме сложувалката, да видиме што се крие. Првиот дел сигурно веќе е јасно. И во сложувалката се крие око. Целта на овој час по природни науки е да истражиме како се тилото за вид, очите, ни овозможуваат на луѓето и на другите животни да бидеме свесни за светот околу нас. Што треба на крајот да знаете? Да знаете дека очите се сетило за вид и дека ни служат за гледање. Да споредувате одраз на лик од опачината од лъжицата и истото да го нацртате. Да објасните што е тоа оптичка илузија преку прашања што се случува и како го откривте тоа. Оптичка илузија е всушност нереално, нестварно гледање на нештата, кое честопати може да биде збунувачко за нашите очи. Еве една игра. Што мислите на сликата? Дали двата квадрати се со иста боја? Веднаш одговоривте не. Едниот е потемен, другиот е посветл. Но всушност се лажете. Мораме да ви кажеме дека не сте во право. Двата квадрати се со потемна боја. Ако не ми верувате, ајде ставите го прстот хоризонтално, каде што се спојуваат двете форми. И двата квадрати се со темна боја. Ете, ова е оптичка илузија. Еве уште една интересна оптичка илузија. На сликата гледаме розови точки, но всушност тие не постојат. Не верувате? Следете ги упатствата и забавата може да започне. Ако вашите очи го следат движењето на ротирачката розова точка, на кругот ќе гледате само розова боја. Ако погледнете во црниот знак плюс, што се наоѓа во средината, розовата ротирачка точка станува зелена. Вкочанете го погледот во црниот знак плюс на средината и концентрирано гледајте во него 10 до 20 секунди. И на сликата ќе гледате само зелена ротирачка точка, а сите розови точки ќе исчезнат. Што всушност се случува? На сликата не постои зелена точка, а розовите точки не исчезнуваат. Навистина е неверојатно како нашиот мозок работи, нели? Оваа илузија треба да биде доволен доказ дека не секогаш го гледаме она што мислиме дека го гледаме. Еве сега еден мал експеримент. Потребни материјали.
метална лажица, лист хартија, молив и боички. Ајде, земете пред вас една лажица. Што гледате во одразот на длабочината на металната лажица? Што гледате во одразот на опачината од металната лажица? Нацртете што сте виделе, а потоа споредете ги цртежите. Се надевам дека истото го видовте и вие. Забележавте дека кога гледаме во вдлабнатиот дел од лажицата, изразот на нашиот лик го гледаме наопаку. Кога гледаме во испакнатиот дел од лажицата, тогаш ликот си го гледаме правилно. За да провериме дали добро гледаат нашите очи, треба да одиме на очен лекар. Преку очната бела за проверка на видот, прво ќе го затворите едното око и ќе кажете што гледате на табелата. Потоа истото ќе го повторите со другото око. Ако ги гледате знаците до последниот ред, тогаш видот е добар. Доколку не ги гледате, тогаш докторот ќе ви даде очни помагала, односно очила. Драги ученици, за крај, неколку совети како да ги чувате очите и заштитите видот. Поминувате помалку време пред телевизор, компјутер и мобилен телефон. Не гледајте телевизија во целосно затемнета просторија. Кога цртате, читате сликовница или играте со играчки, просторијата треба да биде убаво осветлена. Немојте да гледате во телефон или во книга кога се возите во автомобил или автобус. Доколку во очите ви влезе прашина, не ги триите и чешете. Силно и брзо трепкајте, а потоа измите ги со млака вода. Јадете храна која е здрава за очите, како например риба, овошје и зеленчук. Се надевам дека часот ви беше интересен и дека научивте многу нови нешта. До гледање, до нова средба.